Почитувани гледачи на македонската телевизија, добар ден и го предојавте пред преносот од надпреварот меѓу екипите на Куманово и Сигал од Приштина, дуел во рамките на првото коло во новата балканска сезона. Библ лигата оваа година на македонската телевизија. Стартуваме со пренос од надпревар на КК Куманово. Во ова прво коло противник на кумановци ќе биде гостинот од Косово. Две наши екипи ќе представуваат Македонија во балкански рамки оваа сезона. Тоа се екипите на Куманово и на Кожуп и заедно со МЗТ Скопје ќе ги бранат боите на нашата земја во регионалните и во меѓународните рамки. Правиме напор, почитувани гледачи, да ви пренесеме се што е позначено на домашната и на меѓународната спортска сцена и особено оние настапи на нашите екипи во регионални или пак во европски рамки. Оттаму идејата балканската Еврохолд кошаркарска конкуренција оваа сезона доводи на нашите програми, а од друга страна пак од петок ќе бидеме и со домашниот кошаркарски шампионат во надпреварот Бен Индустри и Струмица. Очекуваме представувањето на двете екипи. Прво се разбира гостинската, домашната. Во составот на Сигал ќе настапат со број 4 Аземи, со број 5 Джонс, со број 6 Некај, со број 7 Лукова. Ева секундата на Приштина, со број 8 Весели, со број 9 Волер, со број 10 Волер, со број 11 Бериша, со број 12 Касани, број 13 Јежа, број 14 Уесан, број 15 Мазреку и број 16 Јунику, предводени од Джејун Чабадак на клупата на оваа екипа. Во составот на Чабадак, значи тројца интернационалци од Соединетите Американски држави, Джоунс, Волер и Весон и литванецот Јежа. Сега очекуваме орупција од воодушевување затоа што официјалниот спикер ќе го најави составот на Куманово. Еве го и телопот со кошаркарите на Куманово. Горан Димитриевиќ во оваа сезона има на располагање реновиран состав во однос на лани. Тимчевски, Јаневски, Диневски, Мандич, Мешковиќ, Младеновиќ, Петровски, Станимировиќ, Шарлија, Маневиќ, Врањеш и Радуловиќ. Значи, од ланскиот состав замина Микиќ, Костовски, Инграм, Урош Луковиќ, Георгиевски, а има 5 нови кошаркари: Шарлија, Мишковиќ, Врањеш, Мандич и Радуловиќ, нам добро познат од настапите во неколку екипи во македонскиот кошаркарски шампионат. Располага со голем потенцијал во својата екипа Димитриевиќ. Можеби не се ова најдобрите македонски кошаркари, односно ова се само судиите, да ги простени Сотиловиќ, Јокиќ и Калуџеровиќ, Црногорската тројка која што ќе дели правдата на овој надпревар, делегат Камен Тошев од Бугарија. Можеби не се тоа кошаркари од рангот на најдобрите во нашата земја, меѓутоа се сигурно од оној втор повремен репрезентативен ешалон. Особено зборуваме за Димчевски, кој што и беше на европското првенство во Литванија, иако не доби шанса, меѓутоа беше во тој состав. Зборуваме за Јаневски, младински репрезентативец. Зборуваме за Радуловиќ, кој што имаше забележителна улога во речиси сите наши поголеми екипи. Фени, Кожув, Вардар осигурување, се сеќавате на тој проект Вардар осигурување. Пота тука и Станимировиќ, кој што има долго искуство низ прволигашките екипи кај нас. Се на се, ако ги придодадеме и засилувањето оваа сезона, Димитриевиќ добива солиден состав, а знаеме, почитувани гледачи, дека од основањето на оваа Библ лига македонските екипи постојано конкурираат за пласман во завршницата на оној финален турнир. До сега на сите турнири сме имале представник. Се надеваме дека и оваа година ќе биде така. Лани Куманово стигна до завршниот турнир. Во полуфиналето играше со Галил Гилбоа, актуелниот првак, загуби, а потоа доживеа пораз и од организаторот на тој турнир на четирите најдобри, екипата на Рилски спортист. Во овој состав на Куманово ги нема Луковиќ и Костовски, кои
лани беа практично носители на играта, односно се најдоа во најдобрите 5 во основниот дел од сезоната во бейбол конкуренцијата. Костовски е во редовите на МЗТ Скопје, веќе знаете, го гледавте во живо на нашата програма. Што се однесува до овој надпревар, очекуваме добра увертира на Куманово, солидно отворање на сезоната во меѓународни рамки, загреани се кошаркарите на Куманово, кошаркарите на нашиот представник да се представат добро, особено затоа што почнуваат пред своја публика. Ќе кажеме еден податок дека на еден надпревар во текот на изминатите неколку сезони на екипата на Куманово имаше публика повеќе отколку на сите надпревари заедно одигрувани на нашата територија. Се разбира, тука ќе ги иземеме надпреварите на МЗТ Скопје. Куманово живее за кошарката, Куманово живее за спортот. Очекуваме да видиме пред се фер и коректно навивање на трибините во овој спортски центар во Куманово и се разбира добра кошарка. Ги очекуваме првите петорки на двата тима на паркетот. Добро е што и во оваа сезона Македонија тргна со победа во бейбол. Вчера составот на Кожув во Гевгелија триумфираше против другиот представник на Косово, екипата на Печ. Со број 4 Аземи, 13 Киежа, литванскиот интернационалец, пота со број 15 Мазреку, тука е Джонс со број 5, американскиот интернационалец, и Волер, уште еден американец во овој прв тим, предводен од Джејун Джабадак, тренерот на екипата на Приштина. Стартниот состав на екипата на МЗТ Скопје со број 10 Младеновиќ, со број 23 Врањеш, со број 14 Шарлија, со број 9 Мишковиќ и со број 7 Мандич. Се решава Димитриевиќ за една интернационална постава на екипата на Куманово и тука е играчот кој што проникна од категориите младински на Куманово со број 10 Маријан Младеновиќ, експлозивен кошаркар, игра на позицијата број 1. За топката на стартот ќе се борат со број 9 Мишковиќ Иван во составот на нашата екипа и кај гостинот со број 15 Блерим Мазреку. Мишковиќ нужно не е највисок играч на Куманово, но е добар скокач и затоа тој е во рекетот при овие потфрлувања. Првиот напад ќе биде за македонскиот представник. Куманите прават сосема солидна атмосфера за прв надпревар во сезона во оваа сала. Куманово стартуваше со победа во дуелот со Струмица во нашиот кошаркарски шампионат. Првите поеди на мечот за Иван Мишковиќ. Во напад е екипата на Сигал со број 4 Аземи, овај со број 10 Волер. Мазреку во првиот обид, прецизен. 2-2. Успешни во првите напади и двете екипи. Младеновиќ, организатор на играта на Куманово, и да видиме има лична грешка од американецот Джонс во борба за позиција во рекетот. Продолжува со акција Куманово. Младеновиќ, а потоа Мандич, обид да бие за тројка, беше изблокиран. Сега во контра екипата на Куманово. Мазреку ја извади оваа топка за Волер, непрецизен Волер, ја прибра топката Мишковиќ. Веќе негов втор скок, контра овде треба да има поени, така е за Младеновиќ. Играше одбраната на Сигал на табла и затоа овие поени ќе важат. Новиот напад на гостите го предводи Кендрик Джонс, еден од тројцата американци во составот на гостинската екипа. Двајца од нив се оние на исторените на надворешните позиции, се во игра на стартот. Уште еден обид за 3, форсираат на почетокот шут гостите, еве го Джонс со првата тројка на оваа средба. Младеновиќ. 5-4 резултатот за Приштина. Младеновиќ оди во акција. Врањеш. Добро влезе во рекетот, се обиде да го пронајде Мишковиќ, не успеа. И сега Младеновиќ ја освои оваа топка, меѓутоа мораше да спаси аут и потоа дојде сигнализација од клупата на Приштина да има долг напад. Джонс.
во рекетот. Се снајде Киежа, литванскиот интернационалец, први поени 7-4. Сосема солидно издание на Приштина во сегашниот тек од мечот. 4 од овие поени доаѓаат од рекетот и една тројка. На стартот многу празнина во дефанзивата на Куманово. Еве сега напад се обидуваат домашните кошаркари да продрат во рекетот, на еве шутот. Дистанца, тројка на Врањеш. Враќаат домакините, се разбира, на воодушевување на присутната публика. Салата во Куманово полна до последното место. Се бараше билет повеќе пред стартот на овој надпревар. Лична на седумката на Куманово, Вукашин Мандич, прва сезона за него во редовите на Куманово. Во оние интервјуа пред стартот на сезоната изјави Мандич дека знае каде доаѓа, дека ја познава одлично атмосферата која што владее тука во Куманово, дека сака да игра пред полни трибини, а тоа е предизвик, се разбира, за сите кошаркари. Мазреку за Чонс. Ова е обид само за 2 на Аземи, промашување, добро работи и дефанзивниот скок на Куманово. Сега Мандич се обиде Куманово да организира контра, меѓутоа се вратија брзо кошаркарите на Приштина и сега на пробив Младеновиќ има лична грешка од кошаркарот со број 10, тоа е Анта Бија Волер. Тоа би требало да е втора лична грешка за Волер. И две слободни фрлања за Маријан Младеновиќ. сантиметри има Младеновиќ, перспективен кошаркар, 26 години, два пати прецизен, 4 коша за најефикасниот играч на средбата досега. Куманово води 9-7. Чонс, па Киежа, па Мазреку излезе со топката во рацете, во аута, Земи, односно направи чекори. Прва е ова техничка грешка и вака загубена топка на кошаркарите на Приштина. Напад за Куманово. Младеновиќ. Мандич. Врањеш. Одличен полупивот. Поени за Шарлија. Пробива Куманово во рекетот. Тоа е добро, нападот на домакините е разновиден на стартот на овој дел. Ке се сетат средовечните или повозрастните љубители на кошарката на Стипе Шарлија. Ево е кошаркар Марино е негов син. Напад за Сигал директно во рекетот, се обидува насила да се избори за позиција Мазреку, не успева. Веднаш оди оваа транзиција наспротивната страна, побрз од сите, и од своите и од противничките кошаркари. Младеновиќ на крајот се избори за аут, 14 секунди остануваат за нападот на екипата на Куманово. 11-7 вода домакините, 6-13 за игра во првиот период. Шарлија, Врањеш, Мандич. Мандич, проаѓа Мандич, додава за Шарлија, овој во рекетот, уште еднаш кошот ваши и дополнително слободно. 4 поени во серија за Шарлија. Не можат за сега да се справат со него противничките кошаркари во рекетот, но мора да признаеме, ова беше одлична акција, навлече двајца на себе. Мандич, асистенција за поени за Шарлија. На асистенција се радуваат двајца. 13-7. А беше 7-4 за Приштина, значи од тој момент серија од 9-0 на кошаркарите на Куманово. Може да биде и 10-0 ако Шарлија го реализира дополнителното слободно фрлање. Тоа е класичен центар, дојде од Ѓуро Џаковиќ. И во оваа сезона би требало да ја пополни празнината што се создаде во заминувањето на Урош Луковиќ. Главната виолина во рекетот на Куманово во минатата сезона. Инаку Урош Луковиќ беше и MVP на минатата сезона во Библ лигата. По напад Приштина уште една загубена топка и еве го Младеновиќ во контра, па сега Мандич и фаул во напад. Добро се постави Аземи непосредно пред судијата и лична грешка во напад. Прва замена во редовите на Куманово.
Ивица Димчевски ќе влезе на паркетот на местото на Мандич, кошаркарот што пред малку сгреши. Ова е втора сезона за Димчевски во дресот на Куманово. Джонс. Волер за 3. Непрецизен, има добар шут, одличен скок шут, забележавте над чуварот, над рака, се избори практично за чиста позиција, доминантен во ваквите ситуации, во поглед на своите чувари, барем досега на овој надпревар, среќа промашува, го предводи новиот напад Младеновиќ, Врањеш изблокиран во аут, напад за... Не, сепак не изблокиран, тој играл последен за топката, велат судиите, останува 13-7. Напад за Приштина. Джонс. Аземи. Вајве го Глиежа, непрецизен. Литванецот зад линијата 6.75. Врањеш. Джонс пред него. Нема игра 2 на 2, затоа што остана простор за Врањеш да ја заврши оваа акција, а не да проигрува кон Мишковиќ, непрецизен. И натаму плюс 6 за Куманово, точно на средина на првиот период. Еве го Джонс побарува тројка. Веќе втора тројка за Джонс, негов 6-ти поен, 13-10. Репетиција на одлично изведениот шут, луцидно се извлече на шутот за 3, кога не внимаваше дефанзивата на него, напад за Куманово, Младеновиќ, Димчевски таму добива топка, сега ќе ја добие и на позиција за шут, нема да размислува многу Димчевски. Димчевски прецизен тројка во својот прв обид во новата сезона во Библ лигата, Ивица Димчевски, 16-10. Ја врати практично тројката на Джонс од предмалку. Еве го Аземи на влез, побар во одбраната Шарлија. Аземи уште една стрекно на топката. Втор пат не греши. Шеснаесет 12 е ова, напад за Куманово. Врањеш бара топка, се ослободува, ја добива Врањеш за Димчевски. Димчевски сега веќе знаат дека не смеа да го остават сам, од која било позиција. Димчевски промашува, но Врањеш е тука. Тајм-аут за гостите. Серија на Куманово 5-0, 18-12, реагира гостинскиот тренер Джејун Чабадак. Куманово е во елемент во овој период на 3 минути 35 секунди до крајот на првата четвртина. Edo and Gleri. You get four. Now listen. First offense. We play like this. Gardan here, Waller here. Okay. Zeli, Kieja, Jones. We play 2 down. Kieja take the ball. Zeli down quick. Gardan set the pick for Waller. Waller comes. Okay. Then you go in same corner. Zeli roll hard. Kieja come into middle. If we reverse the ball to top, Jones ready here. Connect the play to opposite side. Okay, but hey guys, D up. And rebound. It's too easy. Don't give this. Rebound. 3:38 до крајот на првиот период. Куманово води 18-12 против Приштина во првото коло на годинашното издание на Балканската кошаркарска конкуренција. Екипата од Косово ќе биде наредна, што ќе напаѓа по оние 7-4 за гостинскиот состав, извонредна серија од 14-3 за екипата на Куманово и како резултат на сето тоа е оваа пристојна предност од 6 коша за оваа фаза од надпреварот. Прекрасен амбиент во спортската сала во Куманово.
очекуваме да продолжи мечот откако ќе биде испричан паркетот. Ја очекуваме секако и првата победа на кумановци во новата сезона на интернационалната сцена. Напад за Сигал, кој што оди преку Аземи па Киежа. И во рекетот за третиот американец кој што прв пат го гледаме на овој надпревар, Кейзел Уесон, први поени за него за 18-14. Младеновиќ има нова лична грешка за току што влезениот. Не, сепак со број 5 прави фаул. Со број 5 прави фаул Джонс. Ќе оди на клупата. Ја прави втората лична американецот. Со број 12 во игра влегува Мухамед Хасани. Продолжува нападот на Куманово. Јаневски е во игра со број 5, Младеновиќ, одличен пик ен рол, Младеновиќ додавање за Мишковиќ. Поени за Куманово, 20-14. Извонредно Младеновиќ, откако го подзаборавија ова игра 2 на 2 противниците Мишковиќ, правовремена асистенција под рекетот и веќе немаше одбрана. Иван Мишковиќ ја реализираше ова акција. 20-14, 3 минути до крајот на првиот период. Има проблеми организаторот на стартот на овој надпревар со кондензацијата во салата или на оние места каде што паѓаат кошаркарите. Ке помогнат и судиите, забележавте. Напад за Приштина. Хасани е во игра на местото на Джонс и сега тој е организатор на Приштина. Со број 11 Бериша и тој за прв пат на мечот во игра. Акција во триаголник на резервистите. Не сегна топката до Бесен. Тимчевски. Маријан Јаневски. Се гради. Бара простор. Јаневски одлично со ролинг покрај Бесен. Не успеа да погоди, потоа прави лична грешка, тактичка, да не дозволи контранапад на екипата на Приштина, а се чинеше дека го има ова вртење и дека веќе ќе реализира, ќе ја заврши акцијата Јаневски. Хасан. Волер, литванец од Клиежа. Слично презиме како Лина Склејза. Клиежа, непрецизен. Хасани сега однодува тројка. 20 спрема 17. Слично како Клејза, но многу различно. Квалитативно и во секој друг поглед. Имаме литванеци тука на овој надпревар. Тројца американци. Интернационалци од Балканот во редовите на Куманово. Две слободни ќе има за Младеновиќ. Ево го прецизен во првиот свој обид, 21-17. Успеа Сигал да ја намали разликата на екипата на Куманово, меѓутоа ја одржуваат тука некаде на 5 до 7 поени домашните кошаркари во овие финални 2 минути од првата четвртина. Младеновиќ притиска на Хасани, сега на човек играат кошаркарите на Куманово. Нов обид за 3, овој пат непрецизен. Хасани. Врањеш. Врањеш за 3, мора да има фаул, нема кош. Док има 3 слободни, лична на десетката на гостите. Волер, 3 слободни вели Сунтуловиќ, замена ќе влезе во игра со број 8 Албан Весели. На местото на Волер, простите. Две слободни врвања за Врањаш. Постигна 4 коша досега, една тројка
и реализираше едно слободно фрлање. Очигледно пеналите не му се најсилна страна. Не успева и во вториот обид. Врањеш играше за Б репрезентацијата на Црна Гора во подготвителниот период за Европското првенство во Словенија. 2 од 3 за него, 5 коша, односно 7 коша и 24-17. Ова е нововлезениот Весен. Има поени за осумката, за Весели. Тајмаут за Куманово. 24-20 води македонскиот состав, минута и 17 до крајот на првиот период. Позатворија Мачки и Вичкој. Не може ти тука да бидеш. Овде да ќе бидеш човече на еден корак од него. Дури да тука да го беше Мачки тука. Мачки го затвори тамо, Вичко се пушти доле. Не помагај. Виж овој не може тројка укајче тука само да е во него. Фаул има го бонус, сте во бонус. Но може да фаул до бонус. Намести лежда 3, овде да биде лежда блокада. Овако, значи доле Димчевски. Овде ćeš да будеш мало со стране. Вишко, ти радиш лежну блокаду код Врањеша. Врањеш, идеш овде у ширину да узмеш топ, ако има позиција има. Заврши предвидената минута одмор за овој тајмаут. Плюс 4 за Куманово. Меѓутоа тргна во налет екипата на гостинот и затоа Димитриевич се реши да стави крај на оваа серија, да се обиде барем да стави крај на оваа серија. Со тајмаут Димчевски ќе изведе, Врањеш и Младеновиќ се под притисок, играат по целиот терен. Меѓутоа притисок на простор, а не на топка гостинските кошаркари. Врањеш се обиде меѓу двајца, не успева, оди во аут оваа топка. Четврта загубена, која е добра мојата евиденција за кошаркарите на Куманово. Голем број на поени во оваа прва четвртина од надпреварот за Куманово, меѓутоа и Приштина не е лоша, па затоа оваа разлика не изгледа убедливо. Почнува да тече последната минута од надпреварот. Глиежа. Еве удар за тројка на Весели, погодува. Пети поен од 3 напада колку што е на теренот Весели, 24-23. Младеновиќ навлез, па сега Јаневски. Уште еден центарски дуел од табла, не успева да реализира Маријан Јаневски. Еве можност дури Приштина да дојде до позитива, сам до крај во овој влез Бериша и добро е што солираше. Еве сега простор за тројка и погодува Врањеш. 10 поен за најпрецизниот играч на Куманово во оваа прва четвртина. Врањеш погодува 3 во вистинско време, одговара на онаа тројка на гостите. Бериша сега меѓу двајца одлично се протна, но греши Бериша за Димчевски, овој не го гледа Младеновиќ и оди до крај. Шут за 3 на Ивица Димчевски. Забележа дека истекува времето, меѓутоа не го виде својот соиграч кој што беше прв на спротивната страна и овие 4 поени не се лоши, меѓутоа останува впечатокот дека екипата на Куманово можеше да води со многу повеќе за да се обезбеди мирна втора четвртина. Вака по првиот период само плюс 4 на дуелот меѓу Куманово и Сигал. 50 поени во текот на овие први 10 минути од надпреварот, тоа сугерира дека нападот на двете екипи е подобар отколку одбраните. 27-23 за екипата на Куманово во оваа прва четвртина во која беше доволно веројатно да се разбие мразот од првиот настап на овој драстично реновиран променет тим во однос на оној од минатата сезона кој што беше меѓу најдобрите 4 екипи во Балканското кошаркарско друштво. Нема официјална статистика,
на крајот на овој период. Но она што останува како впечаток е дека Куманово одлично го отвори овој надпревар, функционира нападот, функционира дефанзивата, нема проблеми евидентни и очигледни кај кошаркарите на Куманово од она речиси комплетна реконструкција на тимот, на преводот, на преминот меѓу овие две сезони, меѓу минатата и ова нова. Напад за Сигал, напад во рекетот, тука мислам, ако не се лажам, имаше чекори, меѓутоа се решаваат судиите за лична грешка. Весели е фаулиран од Мишковиќ. Одлично го искористил предниот период Горан Димитриевиќ да ја уигра својата екипа, да ја укомпонира пред стартот на оваа сезона. Голем надпревар кој што може во многу нешта да ја насочи сезоната за Куманово. Престап, топка за Куманово. Две промашувања на Албан Весели. Кошаркарот што не беше во првата петорка на Чабадак, но има впечаток дека остави голем белег за овој резултат. Само плюс 4 за Куманово во оваа фаза од надпреварот. Врањеш на влез покрај Клиежа. Не успеа докрај да пробие. Врањеш, Шарлија. Тука е Мандич, Младеновиќ и Мишковиќ. Значи, се врати Димитриевиќ на првата постава. Шарлија против Бесан. Не одеше докрај, немаше потреба да форсира, да брза. Сега Мандич, добар пик ен рол, па потоа додавање и обид на Мишковиќ, непрецизен. Не реализира напад и сега организација на Хасани. Обид за тројка и погодува тројка Албан Весели. 8 поен за него, втор прецизен шут зад линијата. Се обиде Димитриевиќ да ротира кошаркари, да ги разигра сите во првиот период кога виде дека одлично функционира играта на неговиот тим. Може би малку прерано го стори тоа, но како и да е, сега ги има на располагање поголемиот број на кошаркарите кои што му се на клупата, иако има само поен предност. Сега има и лична грешка. Репетиција на оваа ситуација уште еднаш. Односно ова е од предмалку тројката. А замена во редовите на Куманово. Дарко Радуловиќ влегува во игра на местото на Вукашин Мандич. Топка од под кошот од челната линија за гостите. Весели не се решава уште еднаш за 3, шутира за 2, непрецизен, но од втора шанса оставен сам. Кейзел Уесен поентира непречено за водство за Сигал. 27-28. Минута и пол игра во вториот период. Врањеш. Шарлија. Го напаѓа Кейзел Весон. Шарлија, Хорок. Непрецизен. Се избори Мишковиќ за оваа топка, има две слободни фрлања, затоа што фаулираше литванец од Ауримас Клиежа. Мишковиќ е крилен центар, играч што знае да освојува вакви топки, затоа е драгоцен. Лани беше во Темишвар, во Романија. Изравнување. Ова е шести кош за Мишковиќ, плюс 1 за Куманово. Во најава е равноправен надпревар, во кој има многу борба. Клиежа, до крај, против Шарлија и уште еднаш бесен поправа за него со ова 4 коша со 2 офанзивни скока. Во серија 4 поени за американецот, не внимаваат домашните кошаркари на него, забележувате сконцентрирани на скок играта, меѓутоа прво и основно правило во дефанзивата е да се загради, да се избоксува директниот кошаркар кој што е под ваша задача, дури потоа да се размислува на скок, како и да е 2 офанзивни скока поред со кои што Уесен го одржува во водство тимот на Сигал. 29-30. Врањеш.
Врањаш во пик со Шарлија одлично користи празен простор во зоната на гостите, поентира за 2+1. 31-30, лична грешка со број 8, Албан Весели, ова е негова прва. Врањаш има шанса да постигне 3 поени од овој напад, го прави тоа во претходниот обид, не успеа, сега е прецизен, 32-30. 13 поени за Врањаш, оди напред Хасани, доби задача од Чабадак да игра напад 2 долу. Блок на Весен, па еве 2-2, повторно американецот, без реализација и голема борбеност таму на Младеновиќ, оди оваа топка во аут. Со оглед дека имаше удар на кошот, се ресетираше времето. Од тој момент мина 3 секунди, па речиси цел напад за екипата на Приштина. Бериша ја загуби оваа топка во обидот да додаде кон Весен. И еве сега контра. Овде е нова промашување за Врањаш. Даваше кочеви од потешки ситуации. Веќе 15 поени од 34 до сега на Врањаш. Донесен како големо засилување, пред затоа што е одличен организатор на играта, одлично ја чита играта за ова надпреварувачко ниво. Врањаш забележуваме од овие воведни минути и повеќе од солидно име плюс во ротацијата во составот на Димитриевиќ. Бачки мора да се помогне на скок тамо. Не може се да чекаме од еден еботел. Радуле, побрзо бе до него, далеко си од него. Аме сите ми викате добро, аме поблиско до него и крај. Не може он да прими топка од тебе. 3-4 минути и готов, крај приче. Ако ја прими и разиграва е друга шема више. Тамо много отварање таму на усмерување. Ново е на прв корак и одма иде доле. Бачки, не мора толку да има празнина измеѓу тебе, значи се дај. Дел од највозводливите моменти во досегашниот тек на средбата. Завршуваме со поените на Врањаш во оваа пеколна контра на Куманово во 2 потега по украдената топка. Експлозивно играат, добра транзиција, преод од одбраната во напад од кошаркарите на Куманово и тоа е главната причина поради која што се во ова минимална, но сепак е предност 34-30. Добро е што функционира она што е замислено на стартот на надпреварот, тоа е дефанзивата. Освен со оној шут од дистанца, тешко доаѓаат до позиција кошаркарите на Приштина да реализираат до сега барем на овој надпревар. Касани. Ругова со број 7, па потоа Весели. Бара простор, тешко го наоѓа, Ругова на влез има лична грешка. Ќе има и 2 слободни фрлања за Висник. Ругова фаулираше Шарлија. Еве го тој момент. Промашува Ругова во првиот обид. И во вториот. Тоа е значено во ваков надпревар во кој што тешко се прави пообемна, поопиплива разлика или пак серија, но еве грешка. Ругова има можност да поправи и еве ги неговите први поени. Претходно не успеа од линијата, но сега во контра лесно. 34-32. И тоа по директна грешка на плеймейкерот Младеновиќ. Радуловиќ сега презема топката. Јаневски, Радуловиќ. Се бара Врањаш. Фаулиран од зад грб. Не велат судиите. Имаше контакт по кој што ја загуби топката. Врањаш сега изблокиран. Радуловиќ или поточно му беше избиена од рацете топката од страна на Гезел Уесен. Останува Куманово во напад, има уште 7 секунди за обид кон противничкиот кош. Младеновиќ се решава за 3, нема тројка. Но има офанзивен скок и тоа на Врањеш од втора, поени и шанса со дополнително слободно да се изборат за нови 3 поени од овој еден напад. Домашните кошаркари 36-32, ке има Врањеш уште една шанса од линијата за слободно. Немања Врањеш
Веќе 17 коша до сега, 36-32. Ковидов ми улога да скокне во противничкиот рекет. Дополнително фрлање, 3 поени од овој напад, 18 вкупно, плюс 5 за Куманово, некаде на средина на вториот период. Ругова ја извади оваа топка за Бериша, тој не погодува и еве го повторно Врањеш најблизу до топката. Можност дури за контра. Младеновиќ сам до крај на влез. Не успева, можеше да го проигра Шарлија, се концентрираа противничките играчи на него, затоа одеше сам до крај, се беше добро освен завршниот момент. Добар тактички фаул на Младеновиќ, откако претходно исфрли од игра двајца кошаркари, но штета што промаши на она положување, сега прави фаул да ја сопре контрата на противникот, да нема барем лесни поени. 37-32 останува некаде на средината сме на втората четвртина на овој дуел од првото коло во Библ лигата во новата сезона на балканското надпреварување. Уесан ќе оди сам, Уесан се избори за позиција, промашува, нема офанзивен скок. Напад за Куманово, Младеновиќ бара пик од Шарлија, го добива Младеновиќ, вади надвор за Радуловиќ, нема позиција за шут. Радуловиќ носена топка, грешка во водењето, велат судиите. Двојна замена кај гостите. Со број 10 и 15 влегуваат Волер и Мазреку од стартната петорка, а на клупата идат Бериша и Уесан, кои што на овој надпревар имаат улога на замени. Ево го претходниот обид на Дарко Радуловиќ. Плюс 5 и натаму за Куманово. Касани. Весели. Игра 2 на 2, па сега додавање за Мизраку на Шарлија. Го има ова движење, овој шут, оваа завршница. Мизраку сега непрецизен. Младеновиќ. Врањеш. Оди на него за да го запре Джонс. Сега непрецизен Врањеш. Касани. Мазреку. Весели против Димчевски. Влезна Весели, одлично поставен Марино Шарлија. Чисто од земена топка. Еве мала криза во играта на Куманово во напад, но прашање е дали Куманово тоа ќе го искористи. Не во оваа акција преку Димчевски. Веднаш стигнува топката во две додавања до рекетот на Куманово, каде што со број 7 Фисти Кругова поентира за 37-34. Штета што кумановци не успеваат да ги искористат грешките на противникот и оние нивни промашувања во претходните три обида за да ја зголемат предноста, вака ќе мораат да се мачат со овие несигурни три позитива кои што се достижни и со еден напад. Јаневски се заглави, прави чекори, форсира игра, дуел игра директно во рекетот под обрач од Маријан Јаневски. Не му оди на стартот на овој надпревар, има премногу грешки и ќе оди на клупата. Напад за Приштина. Касани. Клиежа се врати во играли, 12 кај Приштина. Па Касани, Мазреку прави блок, Касани на влез. Неуспешно. И сега топка во ауто од Клиежа. Го има, речиси, овој напад кошаркарите на Приштина. Останува 37-34. Нешто повеќе од 3 минути до крајот на првиот дел. Радуловиќ. Мишковиќ. Младеновиќ. Блок на Мишковиќ, игра 2 на 2 и одлично. Извонреден пик н рол и положување со лева на Мишковиќ. За него ова е 8 поен.
39-34, напад на Стигал, повторно во рекето. Тоа е првата опција на гостинските кошаркари. На овој меч Шарлија прави лична. Ова е негова втора топка од страна. Покажа во првиот обид Сутуловиќ, меѓутоа ќе има две слободни. Затоа што е исполнет бонусот. Се разбира, кај кумановци. Има замена кај гостите. Со број 6 го игра, ќе влезе Мекај, прв пат на овој надпревар. Со број 12 излегува од игра Хасани, две слободни за Мазреку. Кој што остана на оние два поена, еве го третиот. Уште еднаш Мазреку од линијата за слободни. 39-35. 39-36. Димчевски ја пренесува без проблеми оваа топка во делот Бериша. На блок Шарлија и сега да видим има фаул. Број 11. Дардан Бериша. За него ова е прва лична грешка. Врањеш. Мишковиќ уште еднаш Врањеш. И сега агресивно, чисто ја одземаат топката кошаркарите на Куманово. Волер. Шут за тројка, имаше претходно почиста ситуација. Не се реши да се крене. Сега се обиде и непрецизен. Младеновиќ. Одлично, Врањеш сам најде позиција, излезе топката, но еве офанзивен скок и поени на Младеновиќ. Шести поен за Маријан Младеновиќ. Ја задржува високата ефикасност екипата на Куманово, можеби не процентуално, меѓутоа статистички гледано е многу поени и во оваа четвртина ќе биде просекот 20 поени. Штета сега му дозволуваат на Волер од втора, самиот по неговото промашување да ја прифати топката и да постигне поени, а ќе има тајм-аут, нормално не може и не смее да биде задоволен од ваквата игра на своите кошаркари. Горан Димитриевиќ затоа бара минута одмор. 41-38, добар е во нападот тимот на Куманово, меѓутоа освен тоа што постигнува многу и прима многу поени во овие први две четвртини. Ти си имаш топка, остави акција. Момци, поваѓаме у пик побрзо, у бонусе, ќе тражиме контакт подолго време за да може да дадеме поениот пенал. Таму одрана мора да градимо, виж промашuje црнац кратка и пасија скока нема никој. Ништо не скачеш, ти не скачеш, ни ти не скачеш. Ајде мало. Мора да држимо резултат, момци. Не смееме да пуштаме да паѓаме да иде стани пат. Ајде да одиграме паметно сега. Одиграј 5, ајде. Користат можеби по некоја секунда повеќе тренерите во овие тајм-аути, но ова е таков надпревар барем во овие 19 минути. Има уште 1:26 до одморот. Рамноправен со не поголема предност од 6 поени на едната или пак на другата екипа. Највисоката разлика имаше Куманово. Во зона Приштина. Затоа циркулира топката, еве шут на Врањеш од голема дистанца. Непрецизно, но Мишковиќ освојува топка. Драгоцени се овие негови поени, вкупно 10, а 6 даде со офанзивен скок. 43-38 тече последната минута од првото полувреме. Блок на Мазреку, игра 2-2 и овде веќе нема одбрана. Блери Мазреку, шести поен на асистенција на Бериша. 43 спрема 40 на плюс 3 се Кумановци, напад за Младеновиќ. Врањеш форсираше неколку шутеви
во овој финален период од првото полувреме, меѓутоа учинокот му го дозволува тоа. Сега Младеновиќ промашува, освојува топка и ја губи. Контра 3-2, односно 4-2 за гостите. Нема тројка, но има скок за Киежа и од втора фаулиран. Ке има две слободни фрлања за кошаркарот со број 11 во гостинските редови, тоа е Дардан Бериша. Одлично ја пресече одбраната на Куманово, доби употреблива топка, беше фаулиран. Јаневски влегува во игра на местото на Шарлија, затоа што Шарлија непотребно ја прави ова трета лична грешка, непотребно не од него, туку по грешка на офанзивниот избор овој пат во нападот на Куманово. Две слободни фрлања за Бериша. Првото го реализира. За него е прв поен. Сите играчи, а 10 до сега влегува на паркетот кај Сигал Приштина, се запишаа во листата на стрелците. 43-42. 9 секунди до крајот на првиот дел. Младеновиќ на влез, па потоа додавање има кош и фаул, уште еднаш Мишковиќ. 12 поен за Иван Мишковиќ, одлична игра. Прекршокот го направи Мазреку. Еве можност Куманово да оди со позитивен одмор, што не се стигнува со еден напад. Иако тоа нема да биде голема. Реализира Мишковиќ. 13 кош, брза Бериша, сам до крај преку цел терен не погодува. 46-42 е резултатот по првиот дел. 46-42, висока ефикасност на Куманово, 27 поени во првиот дел, 19 во вториот. Ја задржува предноста од 4 поени што ја имаше на крајот на првата четвртина домашната екипа, што се однесува до стрелците. Без друго, Немања Врањеш со неговите 15 поени е прво име, но Иван Мишковиќ односно 18, простете, првото име, но со 13 Иван Мишковиќ го следи во чекор. 4 има Марино Шарлија, Димчевски погоди една тројка, 6 има Маријан Младеновиќ. На спротивната страна со 8 поени Весели се истакнува на стартот на мечот заедно со Джонс Кендрик во овие први 20 минути. Сумираме дека Куманово добро ја отвори сезоната во меѓународни рамки, меѓутоа треба да се доигра и второто полувреме, се разбира. Правиме мала пауза, па се враќаме повторно во спортската сала во Куманово за вториот дел од мечот меѓу истоимениот состав и Приштина 40-42 во првиот дел од победното коло во Балканската лига. Се сеќавам дека не посети пред надпреварот против репрезентацијата на Англија. Се створи една голема еуфорија пред тој надпревар. Државата живееше затоа што доаѓа фудбалски звезди како Бекам, како Мајкл Овен. И Тоше Проевски не посети нас фудбалерите горе во карантин на Водно бевме сместени. Постојано се дружеше со нас, ни влеваше една многу позитивна атмосфера. Тогаш прв пат лично го запознав и навистина ми остави одличен впечаток како добар дечко кој што ја сака својата држава, постојано не бодреше, не уверуваше дека имаме квалитет, дека можеме да се носиме против тие фудбалски звезди. И секако дека на мене како млад фудбалер во тоа време многу ми значеше, и не бев само јас, имаше доста млади фудбалери и посебно ни значеше тоа што еден Тоше Проевски дојде и ни даваше таква доверба, самодоверба, ни влеваше на сите нас. Исто така доле пред самиот надпревар, сите знаеме дека Тоше тој надпревар ја пееше химната на нашата држава и пред самиот надпревар дојде дури и во соблекувалната. Исто така не бодреше, се сеќавам баш на шала кажа кој е тој Бекам, ајде можете да ги победите и стварно многу значеше за нас како фудбалери.
za tebe peme, ke ni dade Gospod sila, zajedno da slavime. Makedonija naviva za vas, peat milioni kako jedan glas. Makedonija svaka pobeda, milion srca, jedna molitva. Makedonija naviva za vas, peat milioni kako jedan glas. Makedonija svaka pobeda, milion srca, jedna molitva. Javi se južna, sever i zapad, neka ne čujat kolku sme. Crveno-žolta, to je boja za koja život davame. Neka znaje svega svetot, za nas Makedoncite. Jedno sonce na Aleksandar, nas ni sveti vgradite. Makedonija naviva za vas, peat milioni kako jedan glas. Makedonija svaka pobeda, milion srca, jedna molitva. Makedonija naviva za vas, peat milioni kako jedan glas. Makedonija svaka pobeda, milion srca, jedna molitva. Makedonija naviva za vas, peat milioni kako jedan glas. Makedonija svaka pobeda, milion srca, jedna molitva. Makedonija naviva za vas, peat milioni kako jedan glas. Makedonija svaka pobeda, milion srca, jedna molitva. Едни го нарекуваа гениален водач, најголем воин на Балканот, фанатичен патриот, најсилна појава на борбениот македонски дух, голем апостол и легенда на ВМРО, додека за други беше врховист, преразник на македонското дело, родоотпадник и главорез. И покрај се, во народните песни останува опејуван како единствен борец за слободата на Македонија. Документарен серијал во 4 епизоди за вистините и контроверзите на Тодор Александров. Прва епизода. Jamaica went off the air tonight, just like that. Right in the middle of the opening procedure. Rip checked up and Strangways has disappeared. So's his secretary. She was a new girl, we'd only just sent her out there. Well, was Strangways on something special? Неговата прва мисија има таинствено име. I admire your courage, Miss... Trench. Sylvia Trench. I admire your luck, Mr. Bond. Тој има дозвола за убивање. If you carry a 00 number, it means you're licensed to kill, not get killed. За забава. Why is he still alive? Our attempts failed. Таа е неговиот What are you doing here? прв трофеј. Looking for shells? No, I'm just looking. А фамозниот но Unfortunately, I misjudged you. You are just a stupid policeman whose luck is run out. е првиот од неговата колекција непријатели. Very clever, Mr. Bond. You're up against more than you know. Шон Конери е првиот Джеймс Бонд.
Renault. Враќаме во спортската сала во Куманово, почитувани гледачи. Прво коло од балканската конкуренција, предност за кумановци против Сигал Приштина 46-42. Исклучително офанзивен надпревар со напади што релативно траат кратко, ги има многу и затоа и ваквиот висок број на поени во досегашниот тек од средбата. 27-23 во првата четвртина за Куманово, 19-19 во втората. Во дилема сум Тони да направиме една многу битна дистинкција Куманово или МЗТ Скопје. Сино бело ми е се по една година дружба со кошаркарите од аеродром, интензивно на македонската телевизија и се случуваат и такви работи. 46-42 водство на Куманово по првите 20 минути игра. Ќе видиме што на оваа пауза им сугерирал пред се гостинскиот тренер на своите кошаркари, кој што има лоша организацијски поставена игра, затоа што имаат многу загубени топки. По првото полувреме 9, ако добро броевме, се уште немаме официјална статистика. Ќе видиме на крајот на мечот. Куманово од друга страна не го искористи тој момент доволно за да се одлепи на некоја солидна предност и двете екипи поентираат добро во првото полувреме, доволно добро за да бидат тука некаде на плюс, односно минус 4. 46-42 Куманово влегува во второто полувреме со мала залика. Може да се забележи дека двете екипи имаат промени во составите во однос на ланската сезона, пред се Куманово, токму во тој дел од играта, во одбраната, не дека не е во игра составот, но секако дека ќе биде поинаку по неколку надпревари официјални. Ова е само втор за кумановци во ова надпреварувачка сезона. А веќе рековме во првиот дел, имаат 5 нови играчи на располагање. Замина исто така 5, тоа е навистина значителен број
за една екипа кошаркарска секако на преминот од една во друга надпреварувачка сезона. Очекуваме почетокот на вториот дел, уште една минута според семафорот. Судиите се на паркетот. Тренерите ги даваат последните совети кај едната и кај другата екипа. Во македонската 18 поени за Немања Врањеш во првиот дел, 13 за Иван Мишковиќ, 6 даде Младеновиќ, 4 Шарлија, 3 коша за Димчевски, кај Сигал Приштина. Во листата на стрелци се запишаа сите 10 играчи што влегоа на паркетот. Најмногу 8 поени за Весели, 6 за Мазреку, 4 даде Весен, исто толку и Рукова. Волер постигна 2 коша, 2 стојат и до името на Киежа, литванскиот интернационалец. Покрај него Мазреку, Волер, Аземи и Джонс. Значи со првата петорка ќе почне во вториот дел Джејун Джабадак, тренерот на Приштина, кај екипата на Куманово. Тука е Врањеш, потоа Јаневски, Мишковиќ, со број 12 Станимировиќ за прв пат во игра на овој меч и организаторот Маријан Младеновиќ. Прв пат во игра капитенот на Куманово со број 12 Дарко Станимировиќ, топката е кај Младеновиќ. Врањеш, Јаневски е во игра. Врањеш од блокот, тројка на Врањеш. Тројка на Врањеш, со која што само ја продолжува одличната серија од првото полувреме. Вкупно 21 поен. Скоро половината од овие поени на Куманово ги постигна тој. Одлично Киежа се излече, додавање, но непрецизен е Аземи. Повторно Куманово дозволува по-офанзивен скок, шанса на гостинската екипа. Еве го продорот на Врањеш меѓу тројца, додавање за Станимировиќ кој што беше фаулиран. Има топка од страна за екипата на Куманово. 49-42 со тројката на Врањеш. Јаневски сега за 3, нема тројка за Јаневски, пребрзо, недисциплинирано во оваа ситуација. Промашува напад за Сигал. Мазреку. Ова е Волер. Уште еднаш Мазреку, тој не е опасен од голема дистанца. За разлика од Хендрик Джонс, кој погоди 2 тројки во првиот дел. Джонс, добар влез под застана. Него посега топката, Джонс уште еднаш до неа, непрецизен и конечно Јаневски, еве контра, Врањеш може да оди сам до крај, излудува лична грешка од летонецот Киежа. Забележа дека е побрз, знаеше дека Киежа нема да ризикува и дека ќе фаулира и добро беше решението на Немања Врањеш. Се чини дека на овој надпревар секогаш ги има вистинските потеси. Мишковиќ. Врањеш од голема далечина за тројка, непрецизен Врањеш и сега Волер, лична грешка на Станимировиќ. Главна карактеристика на неговата игра е пред се дефанзивата, иако е корисен и во нападот. Станимировиќ. Го сопре овој напад на екипата на Сигал со мудра лична, беа во добра транзиција гостите. Джонс, Аземи, Киежа, од 1-1, Киежа до крај, непрецизен. Лесна топка за Врањеш и за Јаневски. Врањеш ја прифаќа во големото промашување на литванецот. Станимировиќ и тој за 3, има нова тројка. Има нова тројка за Куманово. Расте предноста на домакинот. Уште еднаш од чиста позиција оставен сам Станимировиќ, први поени за него. 52-42. Волер за Аземи, овој паулиран и
Јаневски прави лична кога веќе беше јасно дека ќе стигне до обид. А Земи вакак има шанса да постигне 3 поени. Втора лична за Јаневски. Кога веќе правеше фаул, требаше да биде далеку посериозен да биде посериозна оваа лична грешка, односно да не му дозволи на противникот да шутира кон кошер. Прецизен на Земи во дополнителното слободно фрлање, 5 поен, 52-45, 3 коша на Земи, откако Куманово ја создаде највисоката разлика во досегашниот негов надпревар од 52 спрема 42. Еве го на плес сега Мишковиќ. Лична грешка веќе трета за Сигал Приштина во оваа фаза од надпреварата, тоа може да биде многу значајно. Уште еднаш продорот на Мишковиќ по додавањето на Младеновиќ. Практично ова додавање, таа асистенција е половина од овие слободни фрлања на Мишковиќ. 14 поени до сега. Прв кош во вториот дел. Ке почека за 15-тиот Мишковиќ, плюс 8 за Куманово. Джонс. Јежа. Уште еднаш Джонс, Јежа, Чекори. Еве шанса Куманово да дојде до највисоката разлика. Младеновиќ. Врањеш и Станимировиќ се отвараат. Добива топка Врањеш, потоа и Станимировиќ. За 3 уште еднаш Станимировиќ овој пат промашува. Одлично додавање преку целиот терен на Джонс. На Волер му остана само да екзекутира оваа прекрасна асистенција. Младеновиќ. Младеновиќ додавање за Мишковиќ, овој промашува меѓу тројца противнички кошаркари, нема лична. Джонс. Младеновиќ краде за момент. Джонс за 3. Джонс нема поени. Топка за Куманово. Ке смири Врањеш. 53-47. Јаневски. Нема шут за 3, има Чекори. Чекори ова беа од кошаркарите на Куманово, затоа одземена топка. 6 поена разлика. Но впечаток дека лесно кумановци допуштија можност во оваа фаза од надпреварот да направат разлика што ќе биде понатаму тешко достижна, вака на плюс 6, но на напад на Сигал Приштина се разбира дека се ќе биде полесно за противникот ако успее да реализира, а куманите натаму прават вистински спортски амбиент и се 6 играч за домашниот состав. Успеа Волерс на опанзивен скок, а Земи ќе има 2 слободни фрлања во личната грешка што ја направи Станимировиќ. Азек даде 5 коша до сега, 2 пати реализираше за 2 поена, а го погоди претходно и дополнителното слободно фрлање. Игра на ниво кога генерално гледано не му оди најдобро на неговиот состав. Плюс 5 за Куманово, 53-48. Младеновиќ. Одзема топка Джонс. Ке стигнали Младеновиќ, да фаулира, но ќе има 2 слободни фрлања за американскиот интернационалец. Нема реакција од клупата, Димитриевиќ не реагира, иако сега тајм-аут, иако Јаневски претходно, а сега и Младеновиќ направија грешки. Тајм-аут бара, минута одмор, Горан Димитриевиќ. Грешка, врати се, исправи. Океј. Проблем е што не фатија Земи топка во напад.
Друго, немој предност, ти кажав дека врши притисок, дека треба ширина малку да идеш. Договорена е таа работа, биди концентриран до крај. Мачки, многу споро ме тоа работа. Хајде живни малку, живни со трчање, живни, за да можеш да влезеш у игра. Уручи, отвори, а и шутни пак ако ти останеш сам, само немој да шутнеш без везе, ако си наместен шутни, шутни, ако не, тако можеш кога ти да правиш животен, споро видиш. Умрен си еботен, хајде живни малку. Немој да попуштате, момци! Нема колку фаул има! Заврши тајм-аутот на Димитриевиќ. Слушнавте и самите забелешките, главно беа упатени кон Младеновиќ за пренесувањето на топката и кон Јаневски за онаа грешка што ја направи пред малку и за избрзаниот шут за 3, меѓутоа поигра се и двајцата, добро се снаоѓаат, за сега грешки се прават, се разбира. Тоа е составен дел на спортот. Џонс погодува за 1 поен, го погодува првото слободно, има уште едно по личната на Младеновиќ. Негова втора, два пати прецизен Џонс, напад за Куманова. Младеновиќ, сега притиснат од двајца противнички кошаркари, добро поставен пресингот на Сегал, Станимировиќ, Младеновиќ, бара пик од Јаневски и од Вишковиќ, се решава за 3, нема тројка, прифаќа Волер. Џонс. Се уште Џонс. Се отвора Волер. Не успеа првиот флер на спротивната страна, ја празни активната страна, за да може да биде изолиран, да добие топка со број 15, Блери Мазреку кој што поентира. Влегува во игра Мандича, на клубата оди Станимировиќ. Од највисоката позитива на Куманова, 52-42 во 23-та минута, серија од 10-1 на Приштина и сега се практично изравнето, иако Младеновиќ мислам дека ќе изведе 3 слободни фрлања, беше фаул зад линијата, така е. Еве можност Маријан Младеновиќ не само што прв пат ќе се запише во линијата во стрелците од оваа фаза на мечот, туку и повторно да го однесе Куманово на разлика што не се стигнува со една. Останува на 7 поени Младеновиќ. Само 1-3. 54-52 бараше Горан Димитриевиќ. Максимална концентрација кај неговите играчи, видливо е дека сега не се во тој полн психолошки ритам домаќините. Повторно фаул. Јаневски над Мазреку. Време е да се врати Шарлија во игра. На позицијата на Јаневски, кој ја заработува третата лична грешка. А ова е веќе прекршок на Кумановци, што ги носи надвор од бонуси. Сега ќе има зачестено слободни фрлања за Приштина. Првото го користи Блери Мазреку. 9 поени. 54-53 води Куманово. Младеновиќ против Џонс и уште еднаш корпот во оваа третина. Младеновиќ губи топка на ваков начин од Џонс, кој потоа реализира 10 поен, предност на Приштина 55-54. Лошо во организацијата на нападот, ќе мора Димитриевиќ да менува нешто, да наоѓа поинакви решенија. Вранеш оди до крај фаулиран, Вранеш во обид за 2, има 2 слободни фрлања.
Евидентен е падот на концентрацијата на првиот во организацијата Младеновиќ, кој што ќе оди на клупата да се одмори. Преголем товар е ова за него да биде прв плеймейкер во текот на еден цел ваков тесен, резултатски тесен и неизвесен надпревар, а од друга страна се менува во дефанзивата на него кошаркарите на Сигал. Најдобро се снаоѓа Кендрик Джонс со број 5, кој што 3 пати му украде топка на Младеновиќ. Врањеш погодува во првиот обид за изедначување. Го погодува и второто слободно, повторно води екипата на Куманово. Джонс. Весели, Джонс. Никако да стигне топката до Киежа. Джонс пробива, Джонс. Флоутер прецизен. Преку центрите на Куманово, 56-57. Стигуваше во оваа зона Джонс, меѓутоа чувствува дека ево ритам, води едноставно и се што присврли кон кошот за разлика од првиот дел. Завршува на вистинското место. Еве го сега со офанзивен скок Мишковиќ, можеби петти на овој надпревар. Изнуди лична грешка, ќе има две слободни пролења за крилниот центар на Куманово. Влезот на Врањеш, промашувањето и повторно скок на Мишковиќ. 14 поени до сега, но еве веќе проблем стануваат и слободните пролења кај Кумановци во оваа трета четвртина. Петнаесети поен за Мишковиќ. Изравнување 57-57, 3,5 минути до крајот на третата четвртина. Весели. Потребно направи двојна замена Чабадак. Сака да го задржи високото темпо. Црногорските студии велат дека ова е аут за Приштина. Уште еднаш тој дуел и мислам дека играше Киежа последен со топката, но заедно. Джонс солира, ова е тешка позиција, но погодува Джонс. Реагираше тренерот Чабадак за овој помалку нерезонски удар, меѓутоа се смири кога виде дека има поени. Куманово напад за да ја анулира оваа негатива. Мандич за 3, Мандич нема поени, излезе два пати од обрачот топката. Стигна да пресече Мандич на спротивната страна, недоволно за да украде, има замена. Уестон ќе влезе во игра со број 14 на местото на 15-ката. Мазреку, ова е најчестата замена на позицијата број 5 или 4 и 5, како сакате се менуваат на овие две позиции, овие двајца кошаркари, но повеќе се длабоко во рекетот на најтешката позиција на центарската. Киежа против Шарлија, кој што има 3 лични грешки, мора да се чува, да внимава. Киежа го користи тоа за плюс 4 за неговата екипа. Ова е највисока предност до сега за Приштина. Предходно беше 7-4 во првиот дел. Мандич од пост не реализира, но тука е Мишковиќ уште еднаш фаулиран во противничкиот рекет од Киежа. И повторно ќе бидат тоа две слободни пролења за Иван Мишковиќ. 15 поени до сега на овој надпревар. Добро е Куманово да се врати во предност во овие преостанати 2 минути ако може од оваа фаза од надпреварот. А услов за тоа е добро да бидат изведувани и слободните пролења, што сега не е случај. Ова трета четвртина особено. И веќе шесто промашено слободно фрлање. Два пати непрецизен Мишковиќ. Останува плюс 4 за Приштина. Весели. Блок на Весен. Паругова. Бараше топка
О рекетот Весели не ја доби, потоа промашување ве контра Мишковиќ, овде нема одбрана. 17 поен плюс 2 за Приштина. Добро е што намалува Куманово на 59-61 минута и 40 за игра во третиот период. Се одржува на поднослива негатива домашната екипа. Джонс, Весели, форсира Весели во дуел игра. Ја губи играта, игра со нога, сега го губи дуелот, односно со Шарлија и со Мандич. Напад за Куманово, за изедначување, а зошто да не биде и за водство. Мандич. Мишковиќ ќе оди до крај, оставен просторот централно по рекетот на Сигал, фаулиране. Иван Мишковиќ има две слободни, одлично додавање, одлично испразнет во активниот простор каде што требаше да влезе Мишковиќ. Две слободни ги промаши претходните две. 6 промашија кошаркарите на Куманово во овој период. Конечно прецизен, 60-61. Изедначување, 61 на двете страни. 19 поен за Мишковиќ, сега тој е прв кога е нападот во прашање на Куманово. Брањеше најдобар стрелец со 23 коша, но одамна нема шут. И еве прекршок во напад од Бесен. Одлично, Шарлија. Добро се постави и потоа туркаше Бесен. Може би удри со лакотот и добре што ги запревме и противничките кошаркари во овие обиди центарски. Претходно из раку, па и Киежа не создава проблем. На прагот сме на завршната минута од третиот период. Брањеш. Смок на Шарлија. Удвоене Брањеш. На влез Мандич. Не успева. Шарлија. Не. Но офанзивен скок на Мишковиќ. Аут за Куманово. Ова борбеност на Мишковиќ едноставно ја крева салата на нозе. А оваков амбиент се победува. Брањеш. И повторно краде Джонс. Извонредна игра во одбрана во оваа фаза од мечот. Трет пат Джонс на ваков начин. 14-ти кош плюс 2 за Приштина. Не можат око да отворат од него домашните плеймейкери. Пета украдена топка е веќе оваа на Джонс. Купно Димчевски имаат напад и 4 секунди разлика меѓу двата часовника. Димчевски за 3, непрецизен, исфорсиран шут. Еве можност за гостите. Джонс уште ова да влезеше и ќе беше премногу. 61-63, 2 минути пауза пред финалната четвртина во која што ќе го дознаеме, се разбира, победникот во овој прв надпревар на Куманово против Сигал во рамките на новата Балканска Библ кошаркарска лига. Четвртина во која што падна во вода се што беше одработено во првите два периода. Премногу загубени топки, особено на плеймейкерите. Неколку грешки на високите кошаркари. Борбеноста на Мишковиќ пред се под противничкиот кош го одржува во игра, во ритам, во живот тимот на Куманово. Имаше своји минути и Врањеш, меѓутоа некако во првото полувреме. Ева тројката и на Станимировиќ. Неколку пати из рекетот гостите успеа да поентираат лесно, да се справат со дефанзивата на Куманово. 8 коша даде Джонс, ги гледаме неговите поени. Неколку пати не пробива и на ваков начин кошаркарите на Приштина и сето тоа
дава резултат. Ова е најслабиот период во играта на Куманово до сега на надпреварот со 15 дадени и со 21 примен кош. Затоа и ова разлика од 2 поена за Сигал Приштина. 63-61. Вчера Кожув одигра со Печ, со другиот косовски представник, исто така тежок дуел. Успеа да го добие и се надеваме дека на таков начин ќе одигра и Куманово на оваа пресметка со Приштина. Навлезот сме на последниот период. Джонс, Весели, Волер, Весен и Бериша во составот на Приштина. Токму обид на Бериша, непрецизен и сега Мандич во контра. Тука е Младеновиќ, Врањеш, Шарлија и Мишковиќ. Значи, првиот тим на Куманово е на паркетот. Шарлија. Мара позиција, изблокиран Шарлија. Джонс газеше, ова ќе биде аут за Куманово. 4 секунди до крајот на оваа акција. 4 секунди надеж за Куманово дека ќе постигне поени од овој напад. Добро е со прецизен удар да се стартува последниот период пред се за самодовербата. Шарлија, не знам дали забележа домашните кошаркари дека имаат само 4 секунди за овој напад. Шарлија промашува штета. Джонс. Најизвиканото име на Сигал во второто полувреме, во првото преседе во поголемиот дел од тие 20 минути поради брзите 3 лични што ги направи. Сега фаулиране Кезел Уесен од Шарлија, кој што ја прави својата 4-та лична грешка. Уште еднаш Чабадак, тренерот на Приштина, сигнализираше да се нападне рекетот, таму каде што е Шарлија, кој е оптоварен со тие 3, а сега се веќе 4 лични грешки. А Весен, иако не е кој знае колку висок, 202 см, е извонредно силен и знае да освои простор. Претходно направи лична во напад, сега дојде до она што беше замисла на тренерот на Приштина. Инаку ќе подсетиме дека Библ лигата оваа сезона се игра во лигашки систем, раунд робин, секој против секого, ги нема оние стандардни две групи од претходните сезони, затоа што по многуте откажувања на екипите од Балканот решија челниците на ова надпреварување да преземат револуционерен чекор, секој против секого. Првите екипи на крајот ќе разигруваат за оние финални фази од сезоната. 61-64, Врањеш. Мандич, фаулиран, долу, но да, сепак ова е почеток на периодот, нема бонус, долу, нема да има две слободни. Топка од страна за Врањеш, непосредно пред клупата на Сигал. Мандич, ова е одиграна варијанта, Мандич па Јанески за 3 по додавањето на Мишковиќ, кој што прави нов офанзивен скок. Првото име во скок играта на Куманово. Младеновиќ се враќа во игра. Младеновиќ за Врањеш, овој за 3, нема тројка. Но има нов напад за Куманово. Еве трета шанса Куманово да постигне поени од оваа една акција. Врањеш, Мандич, блок на Јаневски, па Врањеш. Има доволно време, не мора да брза Врањеш, уште 15 секунди. Јаневски за тројка, пресилно, зашто вакво форсирање не ми е јасно. И сега фаул за да нема брза контра. Младеновиќ го направи 64-61. Од тактички аспект разбрани прекршок за Младеновиќ за да нема брза транзиција и поени за Приштина. Навлез Ругова сега, добро затворен, одлично од Јаневски. Освоена топка, тргнува во контра. Прекршок, прави Бериша. Не е ова неспортски фаул. Ќе има топка од страна. Врањеш за
Мандич, Младеновиć. Младеновиć за Јаневски. Непрецизен напад за Сигал. Чекори, да, греши Тардан Бериша, прембавно ги правеше овие чекори во ролингот. Направи еден повеќе, останува минус 3 за Куманово, 61-64. Врањеш па Младеновиć. Врањеш, сега тој е на позиција 1. Иако може да игри како комбо бек, што се вели, и како шутер, повторно непрецизен Куманово, овој пат Мандич и лична грешка над Джонс. Не оди сега и во нападот. Еве веќе 3 минути цели во оваа решавачка четвртина, Куманово нема поени. Или со оние 10 од третиот период, 10 минути од третиот период, само 13 коша во второто полувреме, а еве погодува тројка Волер, негов седми кош, петта тројка за Приштина, 67-61, Горан Димитриевиќ бара тайм-аут. Зашто нема блокаде? Не радите блокаде. Како се губиш еботе во? Што да ти кажам? Не можам ништо да ти кажам. Тоа е проблем од твоја глава. Шарлија измена игра. Шарлија. Играмо на домаќи терен, еботе Бог ме угурава до овде. Како на баскет, 100 пати кажавме да не иде у средина, тој или 12, так, овој црнец. Играте бе, момци. Ништо не е, 6 поена, ништо не е. Ајде, постави, ајде, не место, ајде, Васа Врањеш тамо у прво темпо, ајде. Ајде, Јасно е дека треба да се врати резултатот на овој меч со одбрана и најголемите екипи ги освојувале и најголемите титули со дефанзива. Тоа е клучот не само во кошарката, туку во секој спорт. 61-67, 6 негатива за Куманово. Напад преку Младеновиć. Концентрација бараше Димитриевиќ од своите кошаркари, игра дома. Премалку се агресивни во виталната фаза, во она дуел игра. Има лична и тоа каква по рацете на Врањеш. Добре, 10 четврта лична на Волер. Младеновиć, Мишковиć до крај, сега фаул на Уесен. Има две слободни, одеше на коша. Мишковиć. Еве го тој момент, се додека не заврши движењето на телото на кошаркарот што шутира, се брои дека тоа е шут. Иако претходно е исфрли топката Мишковиć, сепак ќе се добие две слободни, првото го претвора во поен. 62-67. Веќе 20 поени нанижа Иван Мишковиć. 21 нема штета. Од брзоплето, ова искочи дека беше и добра акција. Така е, што е завршува Рубова. Ова е веќе значителен пат на концентрацијата кај кошаркарите на Куманово. 69-62, 7 разлика, 34-та минута. Врањеш се готви за тројка, недостасуваат неговите поени во овој дел од надпреварот, во цело второ полувреме практично. Не успева да понуди, сега од проблем во проблем влегуваат кумановци. Джонс. Ругова. Па уште еднаш Ругова за Весен, додавање
Има поени 7 за Кейзел Весен, дополнително слободно фрлање. Направен беше над него фаул од Врањеш. И еве шанса од оние 10 разлика за екипата на Куманово во 23-та минута, во 35-та да биде 10, но за Приштина. Прва лична на Врањеш. 8 поен за Весен. 72-62 за Приштина. 54 до крај. Во меѓувреме лична направи Кендрик Джонс, тоа е негова четврта. Има две слободни затоа што е исполнет бонусот. Младеновиќ оди на линијата. А и добро е што Джонс прави 4 фаули. Нема да биде така агресивен на човекот што ја организира играта на Куманово, а тоа добро го правеше во третиот период, особено со 3 украдени топки и 6 поена на тој начин, но слободните фрлања едноставно мора да се реализираат. Веќе 8 или 9 промашено во вториот дел. Овие 9 промашени слободни може скапо да го чинат тимот на Куманово, може да го чинат пораз на овој меч. За 3 начин овој пат промашува Волер, но по офанзивниот скок фаулиран е Рукова. Пета лична, што е најлошо во целата оваа ситуација за Шарлија. Згора на тоа исполнети бонусот, има две слободни. 9 е предноста во корист на гостите. Го промашува првото слободно Рукова. Прецизен во второто. 7 поен. 73-63 плюс 10 за Сигал Приштина. Сега гостинските кошаркари во разговор со судиите, а и од записничката маса направија притисок кон делегатот на средбата Камен Тошев. Опомена за гостинската клупа. Продолжува надпреварот со напад на Куманово. Младеновиќ. Се помалку и помалку право на грешка ќе имаат Кумановци ако сакаат победа на овој надпревар. Еве го Мандич, значен шут, тројка! Вукашин Мандич, први поени за него. Шеста тројка на Куманово, 73-66. Ова е период кога Куманово мора да направи притисок. Джонс на влез. Направен е фаул над него. Број 5 велат судиите. Тоа е Маријан Јаневски. А тоа е и пета лична за него. Па ќе биде првиот играч што ќе го напушти теренот. Или фаулот е за Марио Шарлија. Марио Шарлија ја напушти играта веќе со 5 лични. Јаневски е вториот кошаркар кој што оди на клупата и тоа е проблем за Куманово. Двајцата најистурени под обрачот во најтешките оние позиции 4-5 кои што го понесоа најголемиот товар на овој надпревар, сега отвораат простор со нивното отсуство за противничките центри, погодува Джонс. 74-66. За Джонс 15. Еве го и 16-тиот поен. Младеновиќ. Мандич. Уште една за тројка. Не го посега овој пат топката, но еве нов напад за Куманово. Димчевски. Пак Мандич. Сега тој е улога на организатор. Мандич. Оди сам до крај од табла, погодува Мандич. Тайм-аут бараат гостинските играчи. Тренерот Чабадак не му се допаѓа тоа што Мандич легува во елемент. 5 поен за него, плюс 7 за екипата на Сигал Приштина.
Джонсон горе напред. Нема потреба воле човече нека промаши. Уđe unutra, loša rotacija, maški spor izlaze. Neka fol. до крајот, 75-68, 7 разлика за Приштина и напад за гостинскиот состав. Значи, ако сака да направи нешто Куманово, тоа мора да го стори токму сега, во оваа фаза. Зона поставува Димитриевич. Така најлесно се брани рекетот, во кој што лесно пенетрира Джонс, а сега Весел собра топка и јасно е дека ќе одат на нова долга акција играчите на Приштина, поедни за Джонс. Веќе 19 кош. Практично и нема центри веќе во играта. Димитриевич игра со ниска и брза петорка. Мандич се обидува за 3. Има доволно време до крајот. Ова се недисциплинирани шутеви. Ова се избрзани шутеви кои што скапо чинат. А од друга страна го трошат противничките кошаркари времето. Мирно ги градат своите напади. Еве сега обид за 3 на противната страна. Добра е што промашува Бериша. Младеновиќ на втор обрач. Младеновиќ нема поени, штета, но Джонс одби топката во аут. Уште една шанса за Куманово. Ке изгорат во желбата ако вака сакаат домашните кошаркари да ја намалат оваа негатива од 9-3-21 до крајот. Има уште цела вечност да се игра на овој надпревар. Мандич изблокиран. Волер. Бериша губа топка и гостите, неуспешно додавање од Бериша, односно од Ругова за Бериша. Се двумеа и Чабатак не знаеше што точно да сугерира, дали да оди до крај оваа контра или пак да се насочи на позиционен напад Приштина, и во тоа двумење ни едното ни другото. Најдобрата опција за Куманово, но мора да има реализација во напад, многу малку поени во ова второ полувреме. Еве го одлично во рекетот Мишковиќ, 22 поен, 77-70 води Приштина. Одлична акција 2 на 2 со Врањеш. Разбирливо. Гостите не брзаат, иако сега Бериша шутира. Од пристојна дистанца не погодува Врањеш на влез, кош. Еве го 25-тиот поен на Врањеш. Само 5 разлика за Приштина. Джонс. Сега сите се нанозе. 2 лоши напади на Приштина и еве повторно се враќа неизвестноста. 2 минути и 10 секунди до истекот на надпреварот. Ругова, само рекетот има прекршок од Мандич. Побегна за момент Ругова и мораше силно да оди Мандич, да ризикува, и ова е фаул за 2 слободни фрлања. Четврта лична е ова за Мандич. Освен што ја намали разликата Куманово, се појавува и еден друг проблем за Сигал, односно позитива за домашната екипа. Се тресат веќе рацете, нема веќе прецизни и изградени шутеви од дистанца, но вака во рекетот не смее да се дозволи да стигнуваат до поени или евентуално до фаули кои што ќе им носат слободни фрлања на гостинските кошаркари. 72 спрема 79, повторно е на плюс 7 екипата на Приштина. Напад за Куманово, Врањеш, Димчевски се заглави под Ругова, овој блокира, краде топка Джонс, поентира Джонс и можеби ова е клучниот момент на овој надпревар. 1:35 до крајот, 72-81, но нема
човек кај Куманово кој што ќе повлече во овие финални 95 секунди. Сега логиката, 9 разлика за противникот на 95 секунди до крајот на мечот. Тоа значи дека треба да има брзи напади, па фаули, па без слободни, грешка па и фаули. Кој да промаши, кој да погоди. Врањеш, првиот услов е реализација на ова акција. И тоа што побрзо. Врањеш на влез, одлично, кош и фаул. Ова е најдобрата опција. 27 поен за Немања Врањеш, црногорскиот интернационалец. Убедливо најпрецизен овој надпревар. Врањеш погодува и во дополнителното фрлање. Разликата е 6 коша. 28 поени за Врањеш, притискаат домашните кошаркари, нема лична од судиите и затоа реализираат на брзина гостите. 75-83 Младеновиќ изблокиран за 3, додава за Мандиć, овој во бунар фрла во аут. Напад за Приштина, плюс 8 за гостите со овие поени претходни на Волер. Купно 11 за него, сега ќе има и лична грешка, публиката полека ја напушта салата во Куманово. Беше ова убава можност за домашната екипа, иако се уште не е ништо завршено, минута и 9 има до крајот, меѓутоа беше ова убава можност со триумф да се отвори сезоната. Сепак најде на сериозен противник екипата на Куманово, тимот на Сигал од Приштина, тројца американци и еден литванец, подкрепени со домашен производ, достоен за овој ранкинг на надпреварување, за овој ранг на кошарка. На добар пат се да ја забележат првата победа во новата сезона гостите. Младеновиќ не успева, топка за гостинската екипа, плюс 10, 75-85. Веќе се е готово. Влегуваме во последната минута од надпреварот. Джонс не успеа да ја пренесе оваа топка, играше со нога, аут. Но ова е навистина голема разлика. А ќе подсетам, во 23-та минута беше плюс 10 за екипата на Куманово. Сега тројка на Младеновиќ. Негов 12-ти поен. Седма тројка за Кумановци, веднаш лична грешка. Не мина многу време, 8 разлика, 52 секунди до крајот, ќе има две слободни фрлања за Висник Ругова. Тој е играч што даде неколку поени во оваа завршница, токму кога екипата на Куманово ги правеше последните напори, последните обиди да дојде до попристоен резултат и да го зголеми притисокот за ривалот во завршните моменти од овој надпревар. Тука е и големината на оваа екипа на Сигал, затоа што им се дава шанса на домашните младите кошаркари покрај овие странци кои што ги има во изобилие. Еве ги сега сите четворица во стартната петорка. Младеновиќ за тројка не успева да погоди и потоа лична грешка за Мирослав Петровски, кој во меѓувреме влезе во игра да засили таму на центарските позиции, но велам ние го чекаме само уште конечниот резултат на овој надпревар. 86-78
45 секунди до крајот на мечот. Две слободни фрлања за Джонс. Остави одличен впечаток во второто полувреме пред се. Две тројки во првиот дел, имаше и загубени топки и не така голема минутажа, но во вториот дел го покажа вистинскиот квалитет за Джонс. Промашува во второто слободно, но со офанзивен скок ставаат точка на овој надпревар гостите. Волер им стана јасно и на кумановци, кои што веќе и не притискаат дека овој надпревар е загубен. Поентира Киежа, на крајот ова ќе биде и убедлива двоцифрена победа, која што сигурно нема да биде реална слика на квалитетот на овие две екипи. Има многу муниција, има многу потенцијал кај кумановци. Најдоброто од нив ќе го видиме секако во наредниот период. Одлична стратешка политика има екипата на Куманово, меѓутоа реконструиран, речиси комплетно составот на Кумановци пред стартот на новата сезона. Ова е само втор нивни заеднички надпревар. Јасно е дека делот за силувањата, како што се Врањеш и Мишковиќ ќе го носат, па и Шарлија ќе го носат товарот во новата сезона, меѓутоа мора тука да се разиграат Димчевски, Јаневски, Младеновиќ и останатите кошаркари на екипата на Куманово. 78-89. Приштина го одржа нивото на реализација во целиот тек на мечот. Во вториот дел падна Куманово во нападот, а дозволуваше повторно многу кошеви и тоа е причина за поразот. Врањеш даде 28 поени, 22 Мишковиќ, Младеновиќ 12, а двајца играчи пред време го завршија мечот поради петлични грешки. Шарлија и Јаневски. Кај Сигал Приштина, Джонс 22 поена, 11 за Волер и за Ругова, но одигра по-колективно гостинскиот состав и на крајот забележа победа. 78 Куманово, 89 Сигал Приштина. Тоа е конечниот резултат од овој надпревар и наредниот пренос од Балканската лига. Почитувани гледачи, ќе биде од ова иста сала наредниот вторник дуел меѓу Куманово и екипата на Крајова од Романија. Поздрав! Пријатно!